Централно издание на Дневникот на К1. Најновите дневни актуелности ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Економските аналитичари сметаат, надминувањето на политичката криза ќе влијае позитивно на економијата. Директорот на Агенцијата за катастар најави продолжување на рокот за легализација на диво изградени објекти. Македонските народни носии го представуваат духот на фолклорното богатство на македонскиот народ. Надминувањето на политичката криза ќе влијае позитивно врз економијата, сметаат економските експерти. Се очекува раст на бруто домашниот производ, како и трет најголем економски раст на државата следната година. Според економските аналитичари, надминувањето на политичката криза ќе влијае позитивно на економијата. Со тоа ќе се оствари и посакуваниот раст на бруто домашниот производ. Неколку странски институции веќе излегоа со официјални прогнози за очекуваниот раст на домашната економија за оваа и наредната година. Според соопштението од Европската комисија, в година се очекува од Македонија трет најголем економски раст, и тоа од 3,5%, а според државната статистика индустриското производство во последните 2 месеца е зголемено на 12,7%, односно за 8,6%. Значителни и бројки, кои веројатно ќе не доведат до заокружување на оваа година со пораст на БДП од околу 3,2 до 3,3. А тоа пак од друга страна пак е на некој начин добра позитивна основа за остварување на она што денови или вчера го чувме од релевантни европски институции, Европската банка за обнова и развој, Европската комисија, како прогноза за растежот на прогнозираниот растеж на македонската економија во 2016-2017 година по околу 3,5%. Тоа е процент кој што не води некаде меѓу првите 3 земји според стапката, планирана стапка за пораст во следните 2 години, после она на Ирска и на Романија, што секако ќе се должи на одредени активности кои се сега преземени или ќе очекуваме да се преземат, а кои што првенствено се насочени кон натамошно до засилување на инвестициите во јавната инфраструктура, засилената домашна потрошувачка, што е позитивно изненадување се разбира, и извозот кој што ни доаѓа од странските инвестиции, односно слободните индустријски зони. Со зголемувањето на голем број странски инвестиции и мерки кои во изминатиот период ги воведе владата, значително се намали стапката на невработеност во државата. Според економистите, растот на вработеноста се должи на голем број реализирани програми, кои возможуваат субвенционирање на трошоците на работодавачите. Пред членките на Македонско-германското здружение презентирани можностите на Фондот за иновацијски развој. Со ова би се зајакнала соработката меѓу германските и македонските компании. На членките на Македонско-германското стопанско здружение им беше презентирано поттикнувањето на иновацијската дејност и подобрување на пристапот до финансиските услуги за иновации кај компаниите. Со ова би се зајакнала соработката меѓу македонските и германските компании, како и заедничкото аплицирање за грантовите што ги нуди Фондот за иновации и технолошки развој. Во оваа насока добро е да се разгледаат можностите кои што им стојат на располагање, партнерски да аплицираат македонско-германски конзорциуми, да кажеме на некој начин. Тоа го возможуваме преку самите инструменти, особено кај инструментот комерцијализација на иновации, каде што доделуваме до 100.000 евра. Македонските предпријатија може да имаат и странско предпријатие или странска научно-истражувачка високообразовна институција. Поповска информира дека на двата досегашни повика најмногу интерес имало од секторот за информатички технологии.
Таа изрази надеж дека компаниите членки на Македонско-германското здружение дополнително ќе се мотивираат да инвестираат во развојот на иновации. Вкупниот износ на проектите избрани за финансирање преку Фондот за иновации и технолошки развој изнесува 458.700 евра. Преку интернет порталот на Агенцијата за вработување полесно до работа. Ова е олеснување за невработените и за работодавачите. avrm.gov.mk е место каде може да се најдат сите информации поврзани со владините проекти за самовработување. И за невработените и за работодавачите интернет порталот на Агенцијата за вработување е олеснување. За првите, во процесот на изнаоѓање на огласи за слободни работни места, додека за оние вторите, за обезбедување на работна сила. Интернет страната содржи навистина многу квалитетни информации кои што се корисни и за барателите на работа и за работодавците. Барателите на работа може во секој момент да се запознаат на дневна основа со сите слободни работни места кои што ги нудат работодавците во приватниот сектор, а работодавците може да се запознаат со бројот на лицата кои што бараат работа, нивните профили и на тој начин да може да таргетираат квалитетен работник кој што би го ангажирале во својот работен процес. Она што е значајно е дека на www.avrm.gov.mk може да се најдат сите информации поврзани со владините проекти за самовработување. И за работодавците и за лицата кои што бараат работа е особено значено дека на истата интернет страница може да се запознаат со сите видови и обемот на владина поддршка, владиното финансирање во поддршка на вработувањата и да ги искористат тие владини средства во креирањето на работниот однос од кои што корист ќе имаат и лицата кои што бараат работа и самите компании кои што имаат потреба од работници. За барателите на работа во моментот се нудат 7887 работни места, бројка која постојано се менува. Рокот за доставување на елаборати за легализација на диво изградени објекти ќе биде продолжен. Ова го најави директорот на Агенцијата за катастар Славчо Трпевски во емисијата Отворено за. Причината поради која се продолжува рокот е големиот број некомплетирани барања, односно немањето на геодетски елаборати. Трпевски вели во Македонија постојат 15 геодетски компании, а бројот на некомплетирани барања за легализација е околу 150.000. До крајот на оваа година, кога истекува рокот, невозможно е истите да бидат изработени. Трпевски апелира до семејствата кои имаат диво изграден објект до одделенијата за катастар да поднесат барање, државниот катастар бесплатно да го изработи геодетскиот елаборат. Во собраниска процедура во моментов е закон за измена на закон за легализација, каде што ќе се овозможи продолжување на рокот за изработка на овие геодетски елаборати кои што ги прават приватните геодетски фирми, но имаме една категорија на граѓани кои што за жал не може да си дозволат, нивните примања се такви да не може да си дозволат да направат геодетски елаборат кој што патем за гледачите истиот чини некаде 40 денари по метар квадратен. Значи тоа е цената на геодетскиот елаборат. Имајќи го преди това, владата на Република Македонија во програмата што беше за изборите пред минатата година даде ветување до граѓаните дека катастерот за оваа категорија на граѓани се изготвува бесплатни геодетски елаборати и од минатата година, од минатото лето се направи измени на законот за катастар и недвижности и катастерот започна да ги изготвува овие бесплатни геодетски елаборати. Процедурата е многу едноставна, законот важи за сите приматели на социјална помош, постојна парична помош и исто така и лицата со ниски примања. Лимитот за лицата со ниски примања е 168.000 денари бруто или некаде примањето треба да биде на најниската плата во Република Македонија. Македонските народни носи го представуваат духот на фолклорното богатство на македонскиот народ. Благородна Донева е етнокреаторка од Велес, која 10 години се занимава со изработка на народни носи. Чувар на македонскиот фолклор и народните носи во Велес е етнокреаторката Благородна Донева, која веќе 10 години се занимава со изработка на народните носи. Љубовта и инспирацијата ја добила од незината мајка, која уште одамна како малечка ја всадила љубовта кон носиите. Во незината етносувенирница може да се најдат голем број машки, женски и детски носи, кои таа сама ги изработува и кои говорат за македонскиот фолклор и традиција. Сега почнав да изработувам
изработувам веќе од по-старо платно, се зависи каков материјал ќе набавам, така да ги изработувам, мислам да бидат приближно сличен материјал. Претежно користам природни материјали да бидат, така и машките, мислам ги изработувам, и женските, мислам има доста сега што бараат, мислам, традиционална македонска носија. За изработка на една носија Донева вели е потребно повеќе време, бидејќи изработката е рачна и пред се бавна и макотрпна, но желбата и љубовта на Донева кон народните носии е огромна. Основни бои во нашата македонска народна носија, например, се тие три основни бои: црвената, црната и белата, од кои има и други, мислам, по некористени бои, тие се жолтата и зелената, и златестата, мислам, или срмата. Користам ја секакви, мислам, мунистра, нели тие додатни делови што се парички или мунистра. Македонските народни носии го представуваат духот на фолклорното богатство на македонскиот народ. Субавината на креацијата, умешноста на комбинацијата на бои и техники представуваат една од најзначајните етнолошки вредности кои одбележуваат вековната традиција на македонскиот народ. Пред 5 години Митко Јанчев ја возобновил славата Митровден во село Мрежичко. Со тоа придонел да се зачува едно богатство значајно за македонскиот народ. Денес жителите го прославуваа празникот Митровден. На овој ден, 5 години поред, село Мрежичко е збирното место за жителите на Кавадарци и Неготино. Митровден ги собира сите жители кои некогаш живееле во ова село, во кое денес има само неколку жители. Мрежичко денеска ја прослави славата на селото. Голем број верници првен се упатија кон црквата посветена на Свети Димитрија, а потоа пред некогашниот дом на култура го прославија патронот на селото. Што си го почитуваат празникот, си ја почитуваат славата, ја почитуваат црквата, си доаѓаат од раните утренски часови на литургија, после тоа си ги посетуваат старите гробни места кои ќе ги имаат на нивните предци и мислам дека чувството од нивна страна е добро. Како организаторите, така и присутните задоволни од организацијата. За К1 телевизија рекоа дека ваквите манифестации се одлични за заживување на силата кои се веќе во изумирање. Воедно напоменаа дека ја посетија и црквата Свети Димитрија. Нема зборови. Од убаво по убаво. Организација на ниво да му алав на Кожушак и на директор. Многу убаво. Бевме. Митровден, селска слава на Мрежичко. И организацијата е супер, многу добра е. Да, и таму бевме, и таму запалиме свеќа, па сега тука ќе има оро, ќе има јадење и така. Веселно ќе биде, за мерак. Да, беме на црква и таму се помоливме на Бога, се запаливме свеќи. Па сега тука малку да се провеселиме и така. Митровден покрај тоа што е селска слава на Мрежичко. Исто така жителите на Глишич и Дреново го прославуваат овој празник. Градоначалникот на општина Кавадарци вели дека ова е еден од начините како да се бетонира традицијата и културата. Овој рурален дел се иселува и е дел на многу старци, меѓутоа луѓето како Митко се оние кои што ние гледаме надеж, односно одреден потенцијал, бидејќи тука и водата Кожувчанка, тука и новиот погон за пивото на Кожувчанка. Од селото Мрежичко па и од околните села Рожден има луѓе кои што работат тука и сепак се одржуваат многу куќи. Пред 5 години Митко Јанчев бил оној кој ја возобновил славата и кој до ден денес вложува во ова село со цел да се зачува она богатство кое за нас е многу значајно. Од 7 април до сега во вкупно 17 јавни здравствени установи во земјава извршени се 4862 прегледи во рамки на бесплатниот мамографски скрининг за рано откривање карцином на дојка на Министерството за здравство. До сега со извршените испитувања се откриени 6 случаи на карцином на дојка и пациентите се упатени на хирургија. За уште една новина која ја воведуваме во рамки на овој проект, а тоа е испраќање на покани за бесплатен мамографски преглед на домашна адреса на жените. Од почеток на неделава предвидено да се испратат 1452 вакви покани. Оваа новина како пилот проект ја започнуваме во Скопје, во Битола и во Струмица, со цел да направиме проценка на одзивот и евалуација на техничките аспекти. А очекуваме дека веќе во следниот месец ќе бидеме подготвени
да ја покриеме целата територија на Република Македонија. Доматичните лекари ќе бидат доставени информации за начинот на кој треба да се обратат до сите жени од оваа категорија. Тоа се асимптоматски жени на возраст од 50 до 69 години, за да ги проверат своите податоци. Приватниот сектор задоволен од мерките за вработување. Успешна реализација годинава на ХЕЦ Шпилје. Вестите од Македонија во продолжение. Приватниот сектор е задоволен од владиниот проект за вработување млади лица до 29 годишна возраст, а оние кои веќе ја користат оваа мерка препорачуваат и останатите стопанственици да ги искористат можностите што им се нудат. Со оваа мерка, работодавачите кои ќе вработат невработени лица до 29 години возраст со полно работно време ќе бидат ослободени од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување и тоа придонес за пензијско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за осигурување во случај на невработеност. Обврска на работодавачот е да го задржи лицето на работа дополнителни 12 месеци по истекот на периодот во кој е ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување. Со реализирано годишно производство поголемо од планираното, хидроелектричната централа Шпилја оваа година ќе биде една од поуспешните електроенергетски објекти. За ова говорат податоците за оствареното производство во 10 месеци од годинава, кога во поголем период трите турбини работеле турбо. Од Елем велат дека за 10 месеци произведени се над 267 милиони киловат часови електрична енергија, што представува остварување на годишниот план за околу 90%. Разбирливо е дека годишниот план на производство не само што ќе се исполни, туку ќе биде и надминат. Врз вака доброто производство секако влијание има и поволната хидрологија на Дебарското сливно подрачје, кое ги опфаќа реките Радика и Црн Дрим. Моментално просечниот дотек на вода е околу 40 кубни метри вода во секунда, а акумулацијата Дебарско езеро има резерва на вода за производство на 18 милиони киловат часови. Тоа значи дека ќе има доволно простор за да се прифатат предстојните есенски дотеци. По авионската несреќа 11.000 руски туристи евакуирани, а околу 80.000 остануваат заглавени во Египет. Ја напуштали Велика Британија, Европската Унија. Ова е светот денеска. Во последните 24 часа, руските власти од Египет евакуирале 11.000 своји туристи. Ова го изјавил заменик рускиот премиер Аркадий Дворковиќ. Тој додава дека денешниот ден ќе биде уште поинтензивен и дека очекувањата се дека ќе бидат вратени уште поголем број туристи. Во Египет останаа околу 80.000 заглавени руси, воглавно во Хургада и Шарм ел Шејк, откако официјален Кремљ ги запре сите летови кон таа земја поради падот на рускиот авион над Синај пред 9 дена, кога животот го загубија 224 луѓе. Туристите од Русија го напуштаат Египет без багаж, истиот ќе им биде доставен со редовните летови. Вестникот Guardian пишува дека британскиот премиер Дејвид Камерон во вторник ќе упати драматично предупредување до своите колеги и лидери од Европската Унија во однос на британското членство во Унијата. Тој на своите колеги сака да им каже дека доколку тие ги отфрлат неговите барања за реформи, нему ќе му биде наметната одлуката да препорача излез на Велика Британија од Европската Унија. На 10 ноември Камерон ќе испрати писмо до председателот на Европскиот совет Доналд Туск, во кое официјално ќе го представи списокот со британски барања за реформи. Меѓу нив ќе биде и 4-годишната забрана за мигрантите од Европската Унија да бараат социјални придобивки откако ќе влезат на британска територија. Писмото ќе представува почеток на месеците долги преговори во кои ќе учествуваат високо позиционирани представници на сите европски влади. Од овие преговори ќе зависи и ветениот референдум од Камерон, референдум за британското членство во Европската Унија, што треба да се одржи пред крајот на 2017 година.
Се одржа велосипедската трка трофеј на град Велес по повод 9 ноември, денот на општината. Македонските ракометари со уште еден пораз и едно реми на турнирот во Умак. Домашен спорт. Се одржа велосипедската трка трофеј на град Велес во организација на Младинскиот велосипедски клуб од Велес и Велосипедската федерација на Македонија, а под покровителство на општина Велес. Првото место во категорија до 13 години го освои Давид Мијалов од Младинскиот велосипедски клуб Велес. Втор беше Лука Димитриевски, а на трето место Давид Джиковски и двајцата од Спидбајк Кичево. Во категоријата до 15 години прв беше Даниел Мојсовски од Спидбајк Кичево, втор Виктор Ванчевски, а трет Јован Настов и двајцата од Младинскиот велосипедски клуб од Велес. Во категоријата кадети, првото место го освои Кристијан Ванчевски од Младинскиот велосипедски клуб Велес, второто место го освои Александар Чавлевски од Маделбал Скопје, а трет беше Кирил Лучевски од Илинден Прилеп. Оваа тура се вози оваа година на релација за возраста под 15 години Велес Чашка, за возраста под 17 кадети и U15 се вози Велес Чашка Отиштино Оризари Велес. Значи за едните должината е 20 км, за другите е 35. Трката се бодува и е последна во ранг листата за под 15 и под 13 години за оваа сезона. Во останатите категории, велосипедската сезона е завршена. Оваа трка за помладите категории е и Куп на Македонија. Во Велес е 69-та поред. Тоа е спорт во моментов што е во најголема експанзија, индивидуален спорт и во нашиот град, меѓутоа и на пошироко и во Република Македонија. Очигледно дека е предизвик и за младите генерации, меѓутоа може да видиме денески за постарите генерации. Градоначалникот Чадиев потенцираше дека општината овој спорт и понатаму ќе го негува и поддржува. На трката која се одржа по повод денот на општина Велес 9 ноември учествуваа 50 учесници од велосипедски клубови од Велес, Кичево, Прилеп, Скопје, Куманово, Радовиш и Охрид. Машката ракометна репрезентација ремезираше 30-30 против Црна Гора во својот втор меч од Кроација Купот по поразот од селекцијата на Хрватска. Нашите ракометари во вториот подготвителен дуел за Еврошампионатот во Полска успеа да избегнат пораз благодарение на погодокот на Филип Лазаров во финишот на мечот. Надпреварот во најголемиот дел беше израмнет. Вкупно 12 ракометари се запишаа во листата на стрелци во нашата репрезентација. Меѓу нив Дејан Манасков беше најпрецизен со 7 погодоци, еден повеќе од Кире Лазаров. Најпрецизен кај црногорците беше поранешниот член на Металург Вуко Борозан со 7 постигнати гола. Екипата на Борец загуби на домашен терен од Вардар Неготино со резултат 1:2 за крај на есенската полусезона во третата фудбалска лига Јужен регион. Домашните фудбалери одиграа добар натпревар, но не ги искористија трите шанси и победата отиде заслужено ке противничкиот тим, кој е на врвот на табелата со максимален скор од 11 победи од толку надпревари. Ова првенство завршно денеска со денешниот ден освои 12 бода, се наоѓа на 7-то место. Сметавме дека денес ќе бидеме добри и бевме одлични со играта. Имавме неуспешни шанси. Фудбалерите оваа полусезона ја одиграа без официјален спонзор, велат дека самите се борат и дека тоа е причина за слабиот успех и се надеваат дека општината ќе им помогне, ќе направи нешто за градот да има фудбалски клуб и младите да спортуваат. Фудбалскиот клуб Борец нема класичен спонзор, сами се бориме досега. Сметам дека градоначалникот ќе ни притрча во помош кога ова ќе го слушне и ќе направи нешто за да останеме, односно градот да има фудбал. Велешкиот тим има 12 бода и се наоѓа на 7-та позиција. Победија 3 пати, одиграа исто толку нерешени, а загубија дури 5 надпревари. Хуманитарен фудбал денеска се играше на градски. Мотото на надпреварот беше сите сме исти под ова небо. Фудбалерите аматери од Велес играа против некогашните репрезентативци на Македонија. Децата со посебни потреби главни навивачи, впрочем надпреварот се играше во нивна чест. Сите заслужуваме да бидеме еднакви. Така да спортот е една хумана работа, која што сакаме да покажеме и денеска дека заеднички, со заеднички сили, заеднички напори и една дружба заедничка, сепак можеме да помогнеме колку толку и овие деца да се чувствуваат дека се исти како и сите други под
ова ниво заеднички. Саша Ќирич одамна е надвор од надпреварувачкиот фудбал, но вели дека кога треба да заигра за децата со посебни потреби, не му недостасува надпреварувачки дух. Ова е прекрасна работа кога се има потреба и кога се може да се помогне на било кој што е во неволја. Знаеме од кој карактер е ова манифестација денеска и затоа тие што беа во можност на овој празничен ден, на овој Митров ден, да се појават, дојдени се тука и секогаш ќе бидат тука присутни кога се работи за вакви манифестации ширум цела Македонија. За фелешката фудбалска легенда Петар Ранготов, вакви надпревари треба да се организираат што почесто од сите смисти под ова небо. Многу малку работи останаа вакви што се организираат во градот. Треба да се поздрави председателот на ОФС за оваа организација, мислам дека е многу успешна. Овој настан Општинскиот фудбалски сојуз го организира втора година. Најавуваат дека ќе биде традиционален со цел најважната споредна работа фудбалот да се приближи до сите. Се одиграа надпревари од 14-то коло во првата македонска фудбалска лига. Во него актуелниот шампион Вардар ја оправда фаворитската улога и победи против Брегалница со 3:1. Иако Штипјани дојдоа во водство преку Нацев уште во 6-та минута, Вардар направи пресврт во второто полувреме за одржување на врвот во првенството. Шкендија и покрај тоа што имаше на два пати предност, на крајот не успеа да стигне до победа против Хоризонт Турново и надпреварот заврши 2:2. Во останатите надпревари Младост Царев двор Металург 1:5, Шкупи Ренова 3:0 и Силекс Работнички 0:0. Вардар е прв на табелата со 36 бода, додека екипата на Шкендија има 3 бода помалку. Екипата на Golden State продолжува со победничка серија, одиграни надпревари во најдобрите фудбалски првенства во Европа. Меѓународен спорт. Во изминатата ноќ беа одиграни 9 надпревари во НБА лигата. Екипата на Golden State продолжува со победничка серија. Овој пат ја забележи и седмата победа во низа на гостински терен против Сакраменто со 94-103. Стеф Кари со 24 поени беше најефикасен во својот тим. Хјустон исто така на гостински терен славеше во дерби дуелот против Лос Анџелес Клиперс со 105-109, најмногу благодарение на изварениот Джеймс Харден. Недобриот кошаркар на ракетите постигна вкупно 46 поени, што беше втор меч во серија со над 40 постигнати поени за Харден, кој имаше и одлична поддршка од Хауард, кој оствари дабл-дабл од 20 поени и 20 скокови. Од текот на вчерашниот ден беа одиграни неколку надпревари во најквалитетните фудбалски првенства во Европа. Во англиската лига минатогодишниот шампион Челси со 1:0 загуби од Стоук, со што ова беше трет пораз подред за Челси. Манчестер Юнајтед по два нерешени надпревари победи против Вест Бромвич со 2:0. Во италијанската серија А, екипата на Милан одигра 0:0 против Аталанта и Верона загуби на домашен терен со 0:2 од Болоња. Бајер Минхен со 4:0 победи против Штутгарт, додека екипата на Леверкузен загуби од Келн со 1:2 и Мајнц ја совлада екипата на Волсбург со 2:0 во германското првенство. Екипата на Валенсија победи на гости со 1:5 против Селта Виго, додека Малага загуби на домашен терен од Бетис со минимално 0:1. Возачот на Ямаха Хорхе Лоренцо од Шпанија ја освои титулата во MotoGP класата откако победи на последната трка од шампионатот што се возеше за големата награда на Валенсија. Ова за Лоренцо е пета титула вкупно, а трета во оваа класа, откако претходно во два наврати беше светски шампион и во класата до 250 кубика. Лоренцо по пауза од 3 години стана светски шампион. Валентино Роси заврши како четврто пласиран зад клупскиот колега Лоренцо и тандемот на Хонда Маркес Педроса зад својот сонародник. Во генералниот пласман Лоренцо е прв со 5 бода повеќе од Роси, а и првиот шпанец со 3 титули во овој спорт. Времето денеска облачно со повремени сончеви периоди. Синоптичарите и за утре најавуваат слично време. Еве ги деталите.
Ова е последната информација за денес. Пријатна неделна вечер со програмата на К1.